Добро вечер. Недела 20 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 60 на минути и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Вечерва не 3 во 1, 4 во 1. Веројатно за прв пат во ова телевизиска сезона ќе имаме 4 мали мини интервјуи и мини анализи споени во една емисија. На почетокот благодарност до сите кои се мембари, мембарси или користат опцијата мембаршип, што дадува зелено светло во онредната политичка анализа од вторникот, како античките сака да станат Хрвати, да емитуваме или да ја реемитуваме во рамки на ова вечерашна емисија во Центар, всушност да стане публик. Тоа што беше вонредна анализа, која беше намината само за мемберсите. Освен там вонредна политичка анализа, која ќе видиме на крајот на оваа емисија, ќе имаме една мини политичка анализа на почетокот и 2 интервјуи во трајање од 15 на минути, што ќе рече 4 во 1, одлична емисија, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Клучна за политичката разврска во Република Македонија се претседателските избори, односно таа временска комбинација на парламентарни и на претседателски избори. Тоа може да има 3 варијанти или 3 политички разврски. Парламентарните избори се случат пред претседателските избори, односно да има вонредни парламентарни избори и во една таква замислена политичка или претпоставена политичка ситуација, тога шансите на ВМРО-ДПМН да победи на тие парламентарни избори се многу поголеми во споредба, например, ако парламентарните избори се случат после претседателските избори. Бидејќи како што сега стојат работите, многу се поголеми шансите на ВМРО-ДПМН да победи на парламентарни во споредба со шансите на ВМРО-ДПМН да победи на претседателски избори. Значи има 3 варијанти. Парламентарните избори се случат пред претседателски избори, што ќе рече дека ќе имаме вонредни парламентарни избори. Парламентарните избори да се случат заедно со претседателските избори или да се репризира ситуацијата од 2014 година кога победи Ѓорги Иванов и во таква една претпоставена ситуација кој ќе победи на парламентарните избори во многу ќе зависи од првиот круг на претседателските избори, односно ако кандидатот на власта води после првиот круг на претседателски избори, тогаш власта ќе има поголема шанса да победи на претседателските, односно на парламентарните избори. И третата варијанта е парламентарните избори да се случат 3 до 6 месеци после претседателските избори. Европската коалиција вие најмногу ќе обединете околу претседателски избори. Ако претседателските избори се случат во март или април идната година кога е редовниот термин, таа европска коалиција која бе сочинувале сите албански партии, СДСМ и коалицијата предводена од СДСМ, би имала поголеми шанси како што сега стојат работите во споредба со кандидатот на ВМРО-ДПМН, дотолку повеќе ако левици излезе со свој претседателски кандидат. Ако има претседателски кандидат подржан од Никола Груевски, тога шансите на власта да победи со свој претседателски кандидат за кого би застанала целата европска коалиција или би била таа референдумска коалиција тамо некаде од референдумот за промена на името, тога шансите на власта да победи на тие претседателски избори се многу поголеми. Во таква претпоставена ситуација на власта ќе им одговора парламентарните избори да не се случат за 3, туку да се случат за 6 месеци. И тука се тие политички проценки и пазарања дали изборите да бидат најдоцна до 15 јули или има некакви уставни можности изборите да бидат најдоцна до 15 октомври наредната година. Што е проценката? Дека ако ВМРО-ДПМН ги изгуби претседателските избори, тоа би бил 5 или 6 пораз на Христијан Мицкоски, тога сите тие центрипетални и центрифугални сили внатре во партијата би се залагале за смена на Христијан Мицкоски. Ако има мала временска разлика или мало временско растојање, например, парламентарните избори да се случат 1 или 2 месеци после претседателските избори, тогаш Мицкоски би се спасил на чело на ВМРО-ДПМН, бидејќи би поборал доверба, уште една доверба од пратениците, односно уште една доверба од делегатите на Конгресот на ВМРО-ДПМН, да остане на чело на партијата, бидејќи краток е временскиот период да биде избран нов лидер кој после претседателските избори, евентуално изгубени претседателски избори, би ја водел партијата на парламентарни избори. Но ако разликата помеѓу претседателските и парламентарни избори е поголема од 3 месеци или евентуално 6 месеци, тогаш ќе има доволно време тие центрифугални и центрипетални сили во ВМРО-ДПМН, ако има пораз на претседателските избори, да може да се ефектуират и со лидерска смена на Христијан Мицкоски. И тука се политичките пазарења, тука се политичките разврски, тука се политичките конфликти на ВМРО-ДПМН, како топло лепче, како вода во пустина, им одговара претседателските избори да се случат најдоцна заедно со парламентарните избори. Значи ВМРО-ДПМН како ѓаволот крст се плаши претседателските избори да бидат раздвоени од парламентарни избори. Во таква ситуација се многу поголеми шансите ВМРО-ДПМН да ги изгуби претседателски избори. Ако не дојде таква политичка разврска, ако има предвремени парламентарни избори или ако имаме споени претседателски или парламентарни избори, тогаш раста шансите на ВМРО-ДПМН да победи на тие избори.
Затоа клучно ќе биде кој ќе биде председателски кандидат на СДСМ. Има 3 или 4 играчи, повторно се јавува Радмила Шекеринска, гледам дека Венко Филипче почнува да го вртат по некои трибини рамо до рамо со СДСМ. Туку е Стево Пендаровски, кој помалку ги губи сите тие шанси, помалку и се соочува дека нема да биде номиниран за втор председателски мандат, но се уште може под маса да ровари со помош на Агенцијата за разузнавање, со помош на тие негови блиски политички релации кои датират од заедничкото професорување на еден универзитет во Скопје со Димитар Ковачевски Таче, туку Оливер Спасовски, кој како што сега стојат работите, не само што има најголеми шанси, туку има најголема теренска логистика за да може да победи на председателски избори. Не само што има најголема теренска логистика, туку може да обедини таа СДСМ која сега под раководство на Миле Зечевиќ, под раководство на Димитар Ковачевски Таче, знаете помалку како да диши на шкрги. Во зависност од тоа кој ќе биде кандидат на СДСМ на председателските избори, ќе зависи и успехот на СДСМ на парламентарните избори, бидејќи како што сега стојат работите, гледам дека се оди на раздвојување на председателски и на парламентарни избори. Венко Филипче пред она хаварија, несреќа, каде што загинува 14 или 15 луѓе во Тетово, би имал сериозни шанси да победи на председателски избори. Меѓутоа сега ако имате европска коалиција каде што сите албански партии би го поддржале кандидатот на СДСМ на председателските избори, тогаш ќе се многу мали шансите на Венко Филипче, бидејќи знаете сите албански политички партии кои застана против него после она хаварија во модуларната болница во Тетово, тешко би можеле да го убедат своите гласачи да застанат за Венко Филипче и знаете токму во тој момент кога би се одело на председателски избори би влегло во некој финале на судскиот процес поврзан со Тетовската болница. Со рече дека од сите овие кандидати Оливер Спасовски всушност има и најголеми финансиски и најголеми теренски шанси. Бидејќи два играчи во врвот на СДСМ може да обезбедат нормално функционирање на СДСМ. Тоа е Зоран Заев и групацијата поврзана со Зоран Заев, и тоа Оливер Спасовски и групацијата поврзана со Оливер Спасовски. Сите овие останати. Може би тука е Бојан Маричич кој со помош на одредени грантови од Брисел, одредена финансиска поддршка од Брисел би можел да направи одредено изненадување на политичката сцена, меѓутоа тука завршува списокот на играчи кои можат да му обезбедат на СДСМ нормално финансирање во еден процес на избори и во еден процес на можна губење на власта после изборите во Република Македонија. Оттаму сите напади во изминатите неколку месеци или изминатите неколку години, без разлика дали станува збор за операцијата Конски скок или некои слични операции на Конски скок, се насочени токму кон тие три играчи: Зоран Заев, Оливер Спасовски и Бојан Маричич. За изборите во СДСМ е клучна промената на чело на електростопанство на Република Македонија, каде што Васко Ковачевски се поднесе оставка од лични причини и на негово место доаѓа Васко Стефанов. Васко Стефанов кој во круговите на СДСМ важи за човекот голема доверба на Миле Зечевиќ. И всушност промената на чело на електростопанство на Република Македонија ќе дефинира дали те односи помеѓу групацијата на Зоран Заев и групацијата на Миле Зечевиќ се добри, се лоши, дали се навидум лоши или се навидум добри. Всушност од таа промена, која може да биде само некоја минорна промена во нормални парламентарни демократии, меѓутоа во Република Македонија од таа промена ќе зависи како СДСМ ќе биде позициониран на следните парламентарни избори или во следните политички разврски. Зоран Заев ја брани таа концепција дека треба да коалицираат ВМРО, ДПМН и СДСМ во наредните 8 години, ќе имаме посебна политичка, вонредна политичка анализа на тоа што всушност предвидуваше проектот или моделот или понудата на Зоран Заев. Од друга страна, Миле Зечевиќ е многу близок до ДУИ и веројатно тој е човекот кој прв им јавува на ДУИ за она средба која на 21 декември минатата година се одржа во СДСМ, каде што Заев пред потесното раководство на СДСМ го презентираше предлогот или понудата за коалиција со ВМРО, ДПМН со рок на траење од 8 години. И сега во политичките окулари се говори постојано за конфликт помеѓу групацијата на Заев и групацијата на Миле Зечевиќ. Сега со промената на чело на ЕСМ, односно електростопанство на Република Македонија, каде што Васко Ковачевски е заменет од Васко Стефанов, кој важи во политичките окулари како човек на Миле Зечевиќ, ќе зависи дали тие конфликти на групацијата Заев и групацијата Зечевиќ се реални или се фингирани. И во зависност од одговорот на тоа прашање, ќе зависи како СДСМ ќе се позиционира на македонската политичка сцена во наредниот период. Гледате што се случува во Црна Гора. Победов Јаков Милатовиќ и не поминуваат 5 дена. Тој дава 2 категорични изјави дека Црна Гора нема да го повлечи признанието на Република Косово, и тоа беше клучен аргумент како може втората српска држава
да го призне Косово како независна држава и да ја удри нож во грбот на првата српска држава, бидејќи во таа српска филозофија, српско размислување, Црна Гора, Косово и Србија се трите српски држави, знаете. Ако Црна Гора, втората српска држава, го призне Косово како колевка на српството и трета српска држава, тоа значи дека удира нож во грбот на првата српска држава или на матичната српска држава. Меѓутоа Милатовиќ даваа две категорични изјави, дека тој ќе го повлечи признањето на Косово ако Белград се повлечи од потписот на Белград или на официјална Србија на Бриселскиот договор од 2012 година. Ако тоа не се случи, тогаш ниту Црна Гора размислува да го повлечи признањето на Косово. И како второ, дека во Сребреница се има случајно геноцид. Гледате, не поминуваат 5 дена од неговиот избор, тој дава две антисрпски изјави или изјави кои во српскиот свет се доживуваат како антисрпски, затоа имате една првична реакција на Милорад Додик кој вели па србите го гласа и го донесува на власт, а тој дава две такви антисрпски изјави. Всушност тоа е таа Франкенштајн коалиција каде што рускиот свет, српскиот свет поддржуваше некој навидом црногорски националист кој де факто е прозападно ориентиран и на изборите во Црна Гора всушност се споја гласовите кои се прозападно ориентирани, гласовите кои се просрпски и проруски ориентирани и тоа можеби да се користи како некој замаец, како некој фоторобот, како ќе се случат промените во Република Српска со Милорад Додик и во Србија со Александар Вучич. На изборите во Црна Гора се случи две работи кои се многу битни за нас, и тоа многу побитни за политичките разврски, регионалните разврски во нашиот регион. Како прво, што сака Александар Вучич? Дали да владее со Србија или да владее со србите? Ако владее со Србија, тогаш би владал со Република Србија, би победил на избори и како победник на тие избори би можел да владее и со Србија и со србите кои живеат на територијата на Република Србија. И како второ, да владее со србите. Тоа значи да се меша во внатрешните односи на сите држави каде што живеат срби, вклучително Црна Гора, Косово, Република Српска, односно Босна и Херцеговина и Република Македонија. И како второ, дали изборите во Црна Гора беа референдум против Мило Ѓукановиќ или референдум против учество на Црна Гора во НАТО алијансата и во Европската унија. Бидејќи само на повидок изборите беа референдум против Мило Ѓукановиќ, така беа организирани изборите. И на тие избори 40-47% гласа за Мило Ѓукановиќ, 59 или 60% гласа против Мило Ѓукановиќ. Тоа е многу битно, бидејќи изборите во Република Македонија, парламентарните избори, ќе се случуваат во форма на референдум. И во зависност од уставните измени, ние ќе имаме референдум каде што политичките партии ќе се одлучат дали се за продолжување на преговорите со Европската унија или за прекин на преговорите со Европската унија. Бидејќи ако ВМРО-ДПМН не застане зад уставните промени во Република Македонија, а сите сигнали се дека сега ВМРО-ДПМН на мала врата сака да влезе во процесот на уставни измени, меѓутоа тоа да го направи по најмала политичка цена, тогаш изборите ќе бидат референдум. Референдум каде што Европската коалиција ќе вели дајте ни довербата да ја внесеме во Македонија во ЕУ, да ги почне преговорите со ЕУ. На друга страна ќе има политичка групација која ќе се спротивстава на било какви преговори со ЕУ под вакви капитулантски услови, уцените од Брисел и оцените од Бугарија. Затоа велам дека изборите во Црна Гора треба добро да се анализират, бидејќи нешто слично ќе се случи во Република Македонија. Тоа што ние треба да го извлечеме како поука, дали за тоа што го гледаме на површина или тоа што првично го гледаме, ја осликува суштината, бидејќи во Црна Гора бе избори против или за Мило Ѓукановиќ, меѓутоа во суштина тамо се работеше дали Црна Гора да се движи на запад или да се движи на исток. Слично нешто ќе ни се случи и во Република Македонија. На една страна ќе биде Европската коалиција СДСМ, на втора страна ќе биде Левица, ВМРО-ДПМН и целата таа политичка групација. Колку и да звучи апсурдно, дали ќе има уставни промени, многу повеќе ќе зависи од СДСМ во споредба со ВМРО-ДПМН. Бидејќи пред еден месец ви реков дека во врвот на СДСМ и во врвот на ДУИ се разгледува можноста ВМРО-ДПМН да биде турнат до зидот, да не гласа за уставните измени, да се предизвика страв кај македонското население, кај македонските граѓани. Показна вежба беше Драган Павлович Латас и оно негово гостување во подкастот Лазаров, кога се крена целата таа енергија и целата таа групација која беше за СДСМ во процесот на шарена револуција, меѓутоа во изминатите 5 или 6 години разочарано од СДСМ се дистанцираше, застана на страна, па дури беше отворено против политиката на СДСМ. Во зависност од тоа, дали во врвот на СДСМ или во врвот на ДУИ проценат дека за останувањето за Албанија би им донело повеќе или помалку политички поени, односно им донело одредена политичка корист или политичка стета, ќе се натера ВМРО да направи така
одредени потези кои може да им донесат бенефит или може да им донесат штета, односно што е проценката. Албанија да добие почеток на преговори со Европската унија, Македонија да не ги усвои ставните измени и да не добие почеток на преговори во октомври-ноември за продолжување на преговорите со Европската унија, во една таква претпоставена политичка разврска да се појави страв кај прозападните, про-ЕУ и про-НАТО структурите во Република Македонија, кои се разочарани од владењето на СДСМ и на ДУИ, меѓутоа не се согласат ниту со политиката за евроизолација на ВМРО ДПМН, и во една таква претпоставена ситуација се претпостава дека тие структури би се мобилизирале, би излегле на гласање и би гласале за оваа европска коалиција. Меѓутоа некои подоснежни анализи кои сега се прават покажуваат дека можеби е подобро да се отпочнат преговорите со Европската унија, да се усвојат уставните измени, да почнат да се користат одредени грантови, со помош на тие грантови да се обида да се смени гласачкото расположение. Бидејќи од сегашните анкети се покажува дека СДСМ најдобро стои, СДСМ како политичка групација, најдобро стои во третата изборна единица, и тоа е поради две причини. Бидејќи тамо влегуваат огромен процент или огромна сума на земјоделски кредити кои ги дели Љупчо Николовски, и дека тамо се направени одредени инфраструктурни зафати, што ќе рече дека тамо кај што влегуваат одредени европски пари, кај што влегуваат одредени грантови, тоа населението го прифаќа многу беневолентно, го прифаќа со еден посебен оптимизам и тоа влие на изборниот резултат. Сега проценката, ако тоа може да се случи во третата изборна единица, каде што секогаш било јадрото на ВМРО ДПМН, тоа лесно може да се направи во останатите 5 изборни единици. Во зависност од проценката, дали ако се усвојат уставните измени и се откочат преговорите на Македонија со Европската унија, количеството на пари ќе придонесе за подобар изборен скор на СДСМ, или ако се закочат уставните измени, остане ВМРО ДПМН изолирана и се предизвика страв кај овие што се проевропски структури кои сега не се појавуваат на гласање и се незадоволни од политиката на ВМРО ДПМН СДСМ, во зависност од тоа кој изборен скор ќе се покаже како покорисен за европската коалиција, ќе има таква политичка разврска во Република Македонија. За СДСМ е многу индикативна во негативна смисла на зборот, разврската која се случува со Сана Марин во Финска и разврската која се случува со Џорџа Мелони во Италија. Десно ориентирана партија во Италија победува на изборите, имате категоричен став на Мелони дека поддржува војната во Украина, дека ја поддржува политиката на Европската унија и на НАТО алијансата во однос на Украина и во однос на Руската федерација. Нешто слично има во Финска, кај што губи Сана Марин, која беше икона на левицата изминатите неколку години на политичката сцена, не само во Финска, туку и во Европската унија, губи и нејзиниот наследник кој доаѓа на чело на Финска вели дека Финска нема да ја менува својата политика визави политиката во однос на војната во Украина. Може би нешто слично да се случи во Република Македонија, ако тука ВМРО ДПМН е многу сериозно заглавен во одредени ретроградни процеси кои се насочени против Франковниот договор, кои се насочени против Преспанскиот договор и кои се насочени против францускиот предлог, меѓутоа без разлика на тоа. Таква беше ситуацијата во Италија, нешто слично беше ситуацијата во Црна Гора, нешто слично беше ситуацијата во Финска, каде што одредени структури кои де факто се или десно ориентирани, се или насочени против политика на имиграција, кокетираат со српскиот свет и така натаму и така натаму, веднаш или неколку дена после победата на изборите ја менуваат матрицата, ја менуваат мантрата и водат или декларира дека ќе водат одредена политика која е про-ЕУ, про-НАТО, про-Сорос и така натаму и така натаму. Значи нешто индикативно може да се случи во Република Македонија, тоа е најголемата опасност за СДСМ. ВМРО ДПМН да печели одредени политички поени, не на бугарите, не на ЕУ, не на НАТО, да биде контра сите процеси кои се случуваат во Република Македонија и на крај да дојат на власт и да ги спроведат сите процеси кои претходните 5 или 6 години ги негира, не само што ги негира, туку ги игнорира и не се вклучува во ниту еден од тие процеси. Сега следуваат две мини интервјуа, секоја во трајање од 10 до 15 минути, и веднаш по завршување на овие две мини интервјуа ни следува таа вонредна политичка анализа како античките сакаа да станат Хрвати, која ќе трае некаде 32 минути. Повторно велам и благодарам на сите кои се мембари и мембарси кои дадоа зелено светло таа вонредна политичка анализа која во вторникот беше објавена само за тие кои користат опцијата мембершип на YouTube каналот Васко Ефтов, да биде емитувана или да стане публик за сите гледачи на емисијата во Центар, како возврат
на тия мембари или мембарси кои да дадат зелено светло таа анализа од тоа некој да биде публика, односно да може да погледне сите гледачи. Во текот на наредната недела ќе имам две вонредни анализи. Едната во вторник во 22 часот и втората во петок или во сабота во 22 часот. Вонредна политички или вонредни политички анализи, бидејќи тоа недела пред Великден, ќе бидете дома, ќе сакате нешто да погледате, две вонредни политички анализи кои ќе бидат наменети за тие кои користат опција за мембаршип на YouTube каналот Васко Ефтон. Значи следуваат две мини интервјуа во трајање од 15 минути. Ке ти кажам една анекдота. Ја сум координатор у Слога Југомагнат 96 година. Дојден сум затоа што му викам на Рафет, Рафете, ти само слушај ме, мене викам. Рафет Муминовиќ. Рафет Муминовиќ, браќата и Рафет и Расим и Реус се газни на клубот, али Рафет е преседник. Ти слушај ме, мене викам, морам, ја ке доведам и тренер и све, и играчи, и све што треба околу фудбал, само слушај ме мене. Прво, ја викам, идеме ние бидеме најбољи, а вие не сте први ни учајли, викам, Балкан е искад вас. И кој е задатак твој? Прво, викам, ќе го растуриме Балкан, нема да светат се елитите тука, прво ќе бидеме први во нашиот двор, после у Скопје, па тек у Македонија. И мене, кој ќе ме праша најголеми успеси, сепак Бреговиќ, Чорич, Мишо Ковач, Тереза и компанија, ја викам, не е тачно. На емисија Колешка тоа во Нови Сад, вика, па кои се вам највеќи успеси? И ја викам, Слога Југомагнат, 3 титули заредом и 2 купа. Јас сам био, викам, координатор. Шта е Слога Југомагнат? Ви сте девојка млада, не знаете. Слога Југомагнат е реко оно што е Доњи Срем у Србiji, u Vojvodini, ono što je Završ u Sloveniji i ono što je Lučko u Hrvatskoj. Da pričam za Bosnu i za Crna Goru, treba će nam 15 dana. Ďurovski, Слуга Југомагнат сега е Шкупи. Сега е Шкупи, да. Да, значи се расформира, пропагенели се Не. и станува Шкупи. Сега ќе ти објаснам значи, како. вие добри темели сте поставили, те Шкупи станува сега Слуга Југомагнат. Имаше, види, Слога Југомагнат беше тим, кај што ја реков прво на Рафет. Рафет, ова е Азија, ја Азија викав. Азијски дел на Скопје, ама мене ми треба успеси, не може да биде национални тим. Дел од албанските интелектуалци го нарекува во времето на поранешниот градоначалник Изет Миџици дека е Кандахар, дека поради тие радикални структури, верски и така натаму, го нарекува Кандахар, тој дел на Скопје. Ја викав во Азија. Во Азија. Азија. Азијски дел. Да. Како Истанбул, нели? Фенербахче и Галатасарај. Да. И почнав за Чиро, само да ти кажам. Ајде. 96 година ние играме у финале Слога со Вардар на градски. Стадион. Да. Ја го делам стадионот на црвена и на плава боја. Црвена боја е на Вардар, на комитите, а плава боја е на шерцерите на Слога Југомагнат. Да нема додир еден до друг, едни ги делам трибините. Артан Груби тогаш. Сега ќе ти кажам, Артан Груби во тој момент директор за безбедност и коуч за млади играчи кои му препоручуваат него, а он на тренерите му препоручува. Како не? Дека бил голман тамо, дека и... Да, ма и беше и подпредседател. Да, дека бил талентиран голман. И ја изгледам на телевизија со Дарко Томовски и со обезбеđenje. Мите беше шеф на обезбеđenje. Реков, ќе треба големо обезбеđenje. Направивме и пунктови од кај идат шерцерите, у колку саат пешки да дојдат. Ова, она. Диме Ѓурев беше подсекретар за јавна безбедност. Стел Пендаровски беше шеф на кабинет сега Да. председател на државата. Главни луѓе за униформи беше број 1 Борко и он остана и ќе остане цел живот број 1. Борко Марковски генералот, а Мите беше директно за ова. И сега Дранче Томовски како директор на Вардар вика зашто го делих стадионот? Па го делам за да не дојде до тепање. До близко може само да скандираат. Комиски П, шиптарски П, било што, само да не дојде до контакт. И викам,
u той момент Драгче Томовски ни вика директно на телевизија, вика најопасно ќе биде јужна трибина, ти си ја поделила, тамо старите комити имаат, вика, 10 и кусур години места. Не ме интересира, бе, ова е нешто друго, финалена купија, ова, викам ја. Ова е сериозна работа. Вика, најопасно ќе биде Вардар кој ќе даде гол. Ја викам, прво нема шанса Вардар да даде гол, нема никаква шанса. Како нема? Нема шанса, викам, валја не спиете на тоа убо дека Вардар ќе земе купот. Нема шанса. Пехерот кој да опредае, за куп утакмиците судиите ги делегира председателот на ФФМ, тоа беше Зинго. И го одредија да суди Ѓоко Бела Мечка, кој е бивши фудбалер и на Вардар и на Работнички. Ама за таа утакмица, која е куп, не е го одресувал комесарот за делегирање Бошко Ангелковски, туку Зинго. И Зинго ми вика, Ѓарка, ќе ве преебе овај Ѓоко Бела Мечка. Зашто бе? Па тој е нивни бивши играч. Ти не се секирај, викам Зинго. Нас не е доволно само да суди чисто, ништо на нас не ни треба овако. Абе да ви дајам некој од југот, од овако, вика, од југот или од истокот судија. Не викам, нека судијам. Го земавме овако купот, 0-0 на пенали, Лазо Липовски одбрани 2 овако, и тоа е прв рамковен договор кој го имаме направено. Значи ти имаш рамковен прв договор? Ја и Рафет Муминовиќ и цела овако, и цела Слова. Значи Артан Груби... Артан Груби, сега ќе ти објаснам. Рафет Муминовиќ е Бошњак, газда на клубот. Јас сум координатор. Македонец. Пола македонец, пола србин. Србин. Директор е Ибро Муретагиќ, муслиман. Десни бек, број 2 македонец, Силјановски. Леви Чолаковиќ, Бошњак. 4 Демјански, Берово, македонец. 5 Бегановиќ, Бошњак. 6 Албанец еден, од Косово го донес, да. 7 Колашинас, Бошњак од Нови Пазар. 8 Мемеди, капитен, најболи играч кој има по мене Македонија, независно тоа е он. 9 Шабани, Албанец, 10 покојни е сега за жал Јаневски и 11 Бекири. Тренер Верлашевиќ, кој е Од Тузла. од Тузла, и од Тузла и Ужејо. Да. Помошник му е Шабани, кој е легенда на Слога. Значи прв рамковен договор. Па тоа е рамковен договор. Тоа е рамковен договор. Добро, Џеровски. После тоа, кога ја беше Верлашевиќ разеден со жена му, имаа ќерка, жена му живеше у Титоград, сегашна Подгорица, и он еден ден дојде и рече, ја морам да идем, вика, мирим се со женом, дете тако хоче, и ја викам сега, ние сме Слога Југомагнат, мораме да имаме познат тренер. И ти со Чиро Блажевиќ. Не. Ја идем у Белград кај Џајич. И таму... Драган Џајич. Да, у Звезда идем. Да. И таму се гледам со мангупи, со пријатели и ова, она. Што подразбирате под мангупи? Па жестоки момци. Криминалното подземје, така? Подземје, така, Добро. да. Кажете така, криминално. Па криминално подземје, Така, кое, кажете. каде у Воздоваc живи и капитенот на омладинска репрезентација на Југославија и капитен на Црвена звезда Златко Крнпотич. Лев бек. Десни бек. Десни бек беше? Леви беше Јовин. Јовин, така? Јовин, да. И ја му викам, Златко, хоќу да доđеш у Скопје да будеш тренер. Лова е та и та. Вика, чуo сам да то мешовито населје. 100% реко мешовито. Ја го зовем Азија. Имам едну молбу, реко Златко, коју? Nije problem Lova, dogovorit ćemo se sve. On mi vika, ja imam jednu molbu za tebe, koju? Nemoj da kaže da sam Srbin, nego kaže Zlatko da sam Hrvat. I sve celite počneva da vika, bre, ljuti na mene i na Rafet, od kada se Krmpotić nije
го носиме тука, Србин 100% во Чајер да биде тренер. И Златко ми вика мене, сина, тренингу говори, вика, малтене турски. Тоа е моја молба до тебе. Шта? Немој да им кажеш да сам играл 2 години у Генчер Бирлиги у Турској. И ја ја разумем, бар знам, вика, ко ме псуе, ко ми говори против, ко ова, ко оно. И одеднаш еден ден прекина тренинг и каже, ајде Мангуп и да пуцамо слободен удар, да видимо кој е са Белградскog асфалта, вика Мангуп, кој е овде. Добро, Крпотич после беше во некоја афера, ако не се лажам, затваран, голема некоја... Беше од жестоките момци. Така беше Па беше со воздоваците. Нели беше со таа, со воздушки... Како не? Па ке ти кажем, овде кој игравме финале, дојдоа неговите, јас се уплашив. Кој дојдоа? Дојдоа тие жестоки, многу големи момци. Тука и се крие кај тебе, нели? Дел и Сколе се криеше и овој Мајмун се Не, Горан Мајмун Вуковиќ, што го утепа Љуба Земунас, да. Се криеше кај тебе тука? Кај у казино, да. А Сколе се криеше кај Љушпар и кај Диме, кој беа во обезбеđenje заедно со Маријан Марковски и со Петрет. Они се знаело во Франкфурту. Добро вечер. Вторник некаде околу 22 часот, време за вонредна политичка анализа или политичка анализа за тие кои се мембари, мембарси или ја користат опцијата мембаршип на YouTube каналот Васко Ефтов. На почеток благодарам што на овој начин го помагате функционирањето на продукција Ефтов, снимањето на емисијата во Центар и на порталот во Центар за вечерва 3 теми, значи некој збир на 3 теми кои доминираат изминатите 3 или 4 дена во Македонија и во регионот, односно отварањето на хрватскиот модел. ВМРО ДПМН на мала врата прифаќа да се влезе во процес на уставни измени во Република Македонија, меѓутоа сега наместо да се разговара за француски предлог, за бугарски договор или за договор помеѓу Софија и Скопје, ВМРО ДПМН на маса го става хрватскиот устав, хрватскиот модел, односно модел како да се спроведат уставните измени, а ВМРО ДПМН да биде дел на целиот тој процес на уставни измени, односно да не биде изолирана македонската политичка сцена, изборите во Црна Гора, после пагање на Берлинскиот зид, сега падне Мило Ѓукановиќ, односно политичар со најдолг стаж, после кралицата Елизабета II, која почина минатата година, и се уште актуелниот и се уште функционален Бранко Азевски, кој е прв човек на Македонската стопанска комора, и изборите во Бугарија, каде што Бојко Борисов победи, но се наоѓа, ако ја користиме боксерската терминологија на јажења, и бара некој начин неговата партија да биде дел на власта, да се направи одредена коалициона влада, тој да не биде премиер на таа коалициона влада, да биде дел на бугарското собрание, да го продолжи својот политички век, односно да го продолжи политичкиот век на неговата политичка партија ГЕРБ, но да не биде апсолутната власт во негови раце, бидејќи тоа не го прифаќа ни меѓународната заедница, ниту бугарските граѓани. Тоа се трите теми кои ќе анализираме во вечервашната вонредна политичка анализа. И сега со денови ќе слушате хрватски устав, хрватски модел, еве ВМРО е преземе иницијативата, нуди решение како да се спроведат уставните измени, и при тоа еден најголем дел, еден поголем дел од македонските граѓани ниту го прочитале, ниту го анализирале хрватскиот модел или хрватскиот устав. Еве за почеток што пишува, ќе го преведам, додека го читам, значи симултано на македонски јазик, во хрватскиот устав. Република Хрватска се востановува како национална држава на хрватскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства, и ги наведува или ги набројува Срби, Чеси, Словаци, Италијани, Маđари, Евреи, Германци, Австријанци, Украинци, Русини, Бошњаци, Словенци, Црногорци, Македонци, Руси, Бугари, Пољаци, Роми, Романци, Турци, Власи, Албанци и останати, односно незини државјани, на кои им се гарантира равноправност со граѓаните на хрватска народност и остварување на сите национални права во согласно со демократските норми на Обединетите нации и земјите на слободниот свет. Гледате, во хрватскиот устав се споменати македонци и бугари, што е многу битно. Како функционира ВМРО-вски мозок? Од кога ќе влези во некоја слепа улица или ќе влези во ќорсокак, кој нема да ги прифати сите иницијативи, сите подадени раци, француски предлог, бугарски предлог, средба со германската министерка за надворешни работи, и кој ќе види дека во Црна Гора паѓа Мило Ѓукановиќ, дека Александар Вучич влегува преговори околу иднината на Косово или регулирање на тие албанско-српски, односно односи помеѓу Белград и Приштина, кога Бојко Борисов во последното интервју на 2 дена пред изборите нуди
широка коалиција на првиот и на вториот на тие избори, бидејќи сака да се ослободи од рускиот свет, сака да не биде изолирана на политичката сцена како евроскептик или како конфликт со Европската Унија, односно со Брисел, тогаш Мицковски се разбудува едно сабајле, сваќа дека е во ќорсокак и бара одредено решение. И сега мислат, размислуваат, анализираат какво решение може да се најди и го наоѓаат хрватското решение. Зошто? Бидејќи македонскиот народ како малцинство е запишан во хрватскиот народ. Значи има одредена парабола која може да се направи со македонскиот и со хрватскиот устав и сега ни го нудат хрватскиот модел. Ви знаете, сега ќе гледаме две структури. Две структури од кои едната ќе му вели на Христијан Мицковски, Мицковски издржи, не прифаќајќи никакви уставни измени во Република Македонија, а втората структура ќе му вели председателе или Мицковски издржи и наметни го хрватскиот модел, донесе ги до зид сите овие кои се дел на таа во наводници европска коалиција, која се залага за уставни измени, но сега нема да прават уставни измени како што сакаат тие, како што сакаат бугарите, како што сака цела меѓународна заедница, туку ќе прават уставни измени како што сака ВМРО-скиот свет. Тоа е всушност работите кои сега ви се сервират на послужавник на македонската политичка сцена. При тоа ќе заборава да ви кажат дека хрватскиот устав е сменет 1990 година. Од тој хрватски устав кој е сменет 1990 година и подоцна се користи за тие војни или за војната на територијата на Хрватска од 1991 до 1995 година, кога е формирана таа автономна област или САО Крајина со седиште во Книн, кога е формирана Источна Славонија, Ердут, Вуковар, тоа што се случува, Аркан, Аркановите тигри, така натаму, значи 5 години војна, и кога на србите им е понуден тој план за 4 да добијат држава во држава, односно го добијат Северно Косово или Република Српска, но сега во Република Хрватска, да имат и свој парични единици, така натаму, србите тоа го одбиват и тогаш доаѓаат американците со помош на тие пензионирани американски генерали, ја тренираат хрватската војска која треба да ги спроведи Блесок и Олуја во Хрватска, ја тренираат заедничката хрватска и босанска војска која стига безмалку до Бања Лука и да не интервенцијата на американците ќе влезе во Бања Лука, така е спречена или така е завршена војната во Босна и Херцеговина, која подоцна резултираше со Дејтонскиот мировен договор. Значи врз база на тие уставни промени кои се прават 1991 година, кога српскиот народ престанува да биде конститутивен народ во Република Хрватска, е направен новиот хрватски устав, кој сега како модел него става на послужавник ВМРО-ДПМН како модел за решавање на уставните проблеми или уставните измени во Република Македонија. Па една ВМРО-ска влада, предводена од Љупчо Ѓоргиевски, 2001 година го прави овој устав на Република Македонија. Устав кој е усогласен со рамковниот договор. Значи една ВМРО-ска влада која не победува 2001 година, можеби не е изгубува, меѓутоа сигурно не победува 2001 година, кога е направен мировен договор, со кој се завршува таа војна 2001 година и со тој мировен договор е сменет уставот на Република Македонија, сега некој поголем ВМРО-вец од Љупчо Ѓоргиевски, дали е тоа Христијан Мицковски, дали е тоа Коцарев од Македонската академија на науки и уметности, сега на купче ги става или ги проблематизира и рамковниот договор и договорот од Преспа за промена на името и влезот на Македонија во НАТО алијансата и договорот, односно францускиот предлог, кој всушност веќе не е француски предлог, туку е предлог на меѓународната заедница за регулирање на односите помеѓу Скопје и Софија и за почеток на пристапните преговори на Република Македонија со Европската унија. И ова е трето закуцување, почитувани гледачи, на ВМРО-ДПМН во некој хрватски модел, во некој хрватски води. Таму 1941 година Банчо Михајлов има куќа до Анте Павелич. И ВМРО-овците сега ќе ве убедуваат или ВМРО-ДПМН е дека Ванчо Михајлов не е фашист, меѓутоа само се дружел со фашисти. Не бил фашист, но живе во НДХ, државата на усташите, каде што е прв сосед или прв комшија на уставниот или на усташкиот поглавник, тоа е Анте Павелич. Под број 2, Хрватите 1991-1992 година како резултат на таа блискост на ВМРО-ДПМН на ХДЗ нудат отварање на Јужниот фронт во Македонија и во Косово и на тој начин да се разлечи силата на Југословенската народна армија, односно ако биде отворен Јужниот фронт, еден дел на силите на ЈНА кои биле користени во Хрватска, биле користени во Босна и Херцеговина, да бидат користени во тој Јужен фронт, тој Косово и тој Република Македонија. Тоа ќе значеше влегување на Македонија до гуша во крв во тој воен конфликт на просторот на поранешна СФР Југославија. И под број 3, Љупчо Ѓоргиевски ни нудеше
нашата независност или самостојност да ја изгласаме со помош на декларација која ќе усвои македонскиот парламент. Значи, на исти принцип како што с Хрватското собрание, со гласање на таа декларација за независност, ја прогласи независноста на хрватската држава. Подоцна Бадентеровата комисија тоа не го прифати како аргумент, и Република Македонија која спроведе референдум и Република Словенија кој исто така спроведе референдум половина година пред нас, бе единствените две држави кои настана во процесот на сукцесија на поранешна СФР Југославија, кои според Бадентеровата комисија ги исполнува сите услови да бидат прогласени или да прифатени како независни држави. Тоа што подоцна Европската економска заедница, меѓународната заедница не го прифати на Република Македонија, не пикна во одредени коридори, дари во Европската економска заедница или во Обединетите нации, па влеговме во процес на менување на името, време на спогодби, така натаму и некое сосема друго прашање. Тоа е прашање за непринципиелноста на европската политика, на меѓународната политика, нешто што Република Македонија и македонските граѓани се кивни веќе повеќе од 30 години. Меѓутоа, ако го прифатевме хрватскиот модел, не со референдум, тоа што го бараше ВМРО ДПМН и Лјупчо Ѓорѓевски, туку со декларација на Македонското собрание да прогласиме независност на Република Македонија, тогаш ниту Бадентеровата комисија немаше да прифати дека Република Македонија ги има исполнето сите услови да биде независна држава. Тогаш тој наш пат кон независност и самостојност ќе беше уште потежок, бидејќи ќе немавме во раце клучниот аргумент, а тоа е 5 уставни суди на 5 најмокни држави на Европската заедница или денешната Европска унија дале зелено светло Република Македонија да биде независна и самостојна држава. И гледате како ова личи или на што ова личи, почитувани гледачи. Тоа е како оној виц. Девојка ми разбра за мојата вереница и сега двете љути на мене ќе одат кај мојата сопруга да им кажа дека сум имал нешто со мојата девојка или со мојата вереница. Знаете, кога ќе влезете во еден таков историски и политички ќорсокак, од кој не може да излезете, бидејќи 1 или 2 години велите нема да ги прифатим уставните измени, а пред 3 години сте му рекле на Бојко Борисов всичко ќе прифатим, тогаш не знаете што да правите. И од нафталин или од чока го вадите хрватскиот модел. Зошто хрватскиот модел? Бидејќи ако биде српскиот модел, тоа ќе имате проблем со албанците, имате проблем со бугарите. Седнале тамо во Белата палата, ги анализирале сите устави и нашле дека во хрватскиот устав се спомна македонскиот народ. Бидејќи се спомна македонскиот народ и бидејќи тоа устав на одредена држава која е членка на Европската унија, сега мали џокица од машински факултет и од електрофакултет, без разлика дали е тоа Коцарев, дали е тоа Мицковски, смета дека тоа може да го продадат како замена на сите оние преговори кои се правеле помеѓу Скопје и Софија изминатите 4 или 5 години, кои се резултат на сите тие напластени проблеми изминатите 70 или 80 години помеѓу официјална Бугарија и официјална Република Македонија. Знаете, преку Загреб беше покривана Македонија. Беше покриван ВМРО ДПМН. Кога ќе го читате Вели Заренчев или кога ќе слушате, тој е поранешен дописник на Бугарската национална телевизија, на Бугарската агенција во Загреб и во Хрватска, подоцна станува амбасадор на Бугарија во Хрватска и тој преку Загреб го покрива и Лјупчо Ѓорѓевски, доста Димовска и ВМРО ДПМН и токму избран Загреб поради таа близина на историското ВМРО и на хрватската политичка сцена, Анте Павелич и Ванче Михајлов, и на тој начин, знаете, ниту албанците ќе ги дразните, бидејќи албанците цоклето на тоа што се случува во Косово, цоклето или основата или темелите на формирање на УЧК ги прават во Самобор и на оно што се случува во Стубички Топлици, каде што некаде пред 31 или 2 години албанците од просторите на поранешна СФР Југославија расправале за еднината на албанското прашање на просторот на СФР Југославија во престрет на распаѓањето на таа држава, нема да ја дразните ни Софија. На тој начин во ВМРО ДПМН смета дека ќе добијат воздух да може да дишат. Тоа не значи дека ВМРО ДПМН ќе се вклучи во уставните измени, да им треба одреден наратив. На тој начин се гради наратив. Не се тие кои го кочат процесот на уставни измени. Не се тие кои ставаат вето на македонската европска перспектива, бидејќи ние за прв пат ќе дојдеме во одредена ситуација, вето да не ни стават бугарите, вето да не ни стават грците, вето да не ни стават албанците или србите, вето да ни стави доминантната, клучната, како што тие велат македонска партија, односно една од двете најголеми македонски партии последните 30 години, ВМРО ДПМН. Зошто? Бидејќи ВМРО ДПМН не прифаќа уставни измени. Сега нудејќи го на послужавник, како кукавичко јајце,
хрватскиот модел, ВМРО ДПМН сака да си ги испери како Понтије Пилат рација да рече ние не сме виновни, ние нудиме модел, но вие неспособни од власта, без разлика дали станува збор за македонскиот дел на власта или албанскиот дел на власта, не сакат да прифатат решение кој ги има во уставот на една држава која беше заедно во пакет со нас и стана пред 10 години членка на Европската унија. Тоа сега сака да ви кажат. И сега сите нивни политички промашувања кои ги имат направено изменатите 3 или 4 години, сакат ко кукавичка јајца да ви ги префлат ке вас. Вие да ги прифатите тие измени, вие да ги голтните тие работи. Знаете, можеме ние да дебатираме. Ако вие сте го проголтале, овој од Харвард кој по AliExpress ви е пратен и кој е инсталиран со кран на чело на СДСМ на македонската влада, ако овој го изгласате, тогаш вие го гласате. И не треба воопшто да размислувате, треба веднаш да го изгласате. И исто како што е со Даниела Арсовска, исто како што е со Лјупчо Георгиевски, исто како што е со Никола Груевски, подоцна самите тие кои ви го нудат него како решение за шпицен премиер, ќе се оградуваат од него. Немојте да имате дилема. Тоа е траекторијата на секој ВМРО-вски политички избор. Прво ќе ве убедува дека тоа е нешто најдобро, дека тоа треба да го прифатите, дека тоа ќе ве однеси во светла иднина и подоцна самите тие ќе се оградуваат од решението на кое фрлеле пари да го промовират и вас да го убедат да го прифатите тоа решение. И сега ќе имат оно што србите или тоа што србите го викат одјеци и реагувања. Ќе имате мноштво на партии кои ќе му дадат поддршка на Христијан Мицковски. Тоа почна да го прави Стефчо Екимовски кој вели јас му давам апсолутна поддршка на Христијан Мицковски да не попушти и да не прифати да се направат било какви уставни измени во Република Македонија. Тоа ќе го прави Максим Митревски, ќе има конфликт на крајот на денот, конфликт помеѓу Димитар Пасиев на една страна, значи структура која не се залага или која не прифаќа уставни измени во Република Македонија и Христијан Мицковски кој сака да спроведе хрватски модел на уставни измени. Хрватски и не хрватски модел, вие веќе почнувате да говорите за уставни измени. Знаете, тоа е како вие се додворувате на одредена девојка и велите дојди ке мене на кафе, ништо нема да ти правам, само дојди кафе ќе ти сварам. И знаете како завршува целата таа работа. Е на исти принцип сега Христијан Мицковски вели јас ви го нудам хрватскиот модел. И ако до пред еден месец или до пред половина година велеше тој што ќе спомни или што ќе гласа за уставни измени или ќе се залага за уставни измени, јас ќе го избркам од партијата, ќе си поднесам оставка на функцијата прв човек на ВМРО ДПМН. Сега самиот Мицковски вели јас прифаќам уставни измени, но според хрватскиот модел. Каде ќе биде Даниела Арсовска? Па во истата роља и во истата позиција кај што беше Никола Груевски 2001 година. Доека Љубе Бошковски и Лјупчо Георгиевски глумеа Наполеони на македонската политичка сцена. Па она што се случеше Тетовското кале, па Липковскиот фронт и така натаму, Никола Груевски велеше јас врска немам што се случува. Јас врска немам дека има војна во Република Македонија. Само кога правам пауза за ручек или кога правиме пауза за ручек или кафе пауза дека правиме реформи во Република Македонија, ќе уклучиме телевизор, ние разбираме дека има војна во Република Македонија. При тоа истиот тој Груевски кој врска немаше дека има војна во Република Македонија, таа 2001 година си купи скап блиндиран джип, зошто? За да не биде засегнат неговиот живот или да не биде загрозен неговиот живот, бидејќи има војна во Република Македонија. Човекот кој врска нема со војната, само на телевизија слуша за војната, 2001 година си купи блиндиран джип, зошто? Да се спаси главата, некој залутен куршум од војната 2001 година случајно да не го погоди. Никола Груевски во таква роља сега ќе биде Даниела Арсовска. Таа ќе гради споменици на Ќосето, споменик на мајка Тереза, или тоа што Никола Груевски го најавуваше во време неговиот мандат Скопје 2014, сега ќе треба да го реализира Даниела Арсовска. Односно, целата таа политика или политичка оставштина на Никола Груевски на своје конто да си го препише Даниела Арсовска. Затоа имате еден ферман, како се вика чаршав, пост на Facebook на Никола Груевски, кај што ви објаснува што све во проектот Скопје 2014 година или во инвестирање во македонската култура има направено владата на Никола Груевски. Видите, Никола Груевски вели дека најдобра инвестиција за одбрана на Македонија не е во армијата, туку во културата. Зошто? Бидејќи никој нема да не нападне нас војнички во Република Македонија, туку ќе нападне културолошки. Бидејќи нападите ќе бидат културолошки, тогаш ние за да бидеме силни и мокни инвестираме во културата. Е нешто слично сега ќе ви прави Даниела Арсовска. Таа ќе гради некој објектчиња, нешто ќе реновира, некој паркчиња, некој фонтанчиња, и доека Пасиев и Мицковски се борат и крварат на политичката сцена, Даниела Арсовска ќе биде чиста. Гледате како некоја невидлива рака ја трна од сцената Даниела Арсовска. И оние незини конфликти кај што еден на друг си го зема микрофоните со Трајко Славевски, одеднаш ги снема, исчезна. Значи Даниела Арсовска сега ќе треба да биде чиста, доека Пасиев и Мицковски се валкаат
со катран еден со друг и крварат на политичката сцена. И гледате го поширокиот политички контекст или поширокиот судски контекст кој се случува сега во Република Македонија на 3 април, што ќе речи вчера, апелациониот суд ги укина затворските пресуди за Велјановски, на Киевски и Ристовски за организација на 27 април и го врати предметот на повторно судење. Значи станува збор за председателот на Македонското собрание или Македонскиот парламент, станува збор за поранешниот министар за транспорт и врски, станува збор за поранешниот министар за образование и поранешниот министар за труд и социјална политика и станува збор за Владимир Атанасовски, поранешниот прв човек на државната безбедност или прв човек на ДПК. Значи нивното судење се враќа на повторно судење, односно ги укинуваат затворските, значи веќе има пресуди, ги укинуваат затворските пресуди и го враќаат предметот на повторно судење. И имате гостување на сопругот на поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на телевизија Алсат во емисијата 360 степени, емисија која е веројатно финансирана со американски средства, која е блиска до власта во Република Македонија, што ќе рече дека се создава одреден амбиент да се влезе во процес на пазарање со ВМРО ДПМН. Дали со едно крило на ВМРО ДПМН под контрола на Никола Груевски, дали со друго крило на ВМРО ДПМН под контрола на Христо Мицковски, дали топтан со сите ВМРО-вски крила во Република Македонија, дали поединечно со одредени пратеници тотално небето, дали преговараат со некои пратеници под контрола на Иван Стоилковиќ на Белград и така натаму, тоа е веќе прашање на техникали. Меѓутоа контекстот е дека се влегува во одредено пазарење со ВМРО ДПМН. Дека ВМРО ДПМН повеќе не го постава прашањето на Белата палата, бидејќи до пред 1 или 2 години во сите тие разговори со Верхеј, односно човекот на Виктор Орбан, кој е еврокомесар за проширување, клучното барање или клучното прашање на ВМРО ДПМН беше да им се врати Белата палата, односно имотот кој им е замрзнат, бидејќи им треба за нормално финансиско работење. Чите да се прави танге-франге. Бидејќи сега имаат повеќе од 40 градоначалници ширум Република Македонија и немаат проблем со кеш, немаат проблем со финансии, заборавија на замрзнатиот имот, меѓутоа сега имаат проблем со одредени луѓе кои имаат судски пресуди, одредени луѓе кои се на топол оброк 3 пати на ден и одредени луѓе кои треба да завршат на топол оброк 3 пати на ден. Знаете, така завршува целиот тој патриотизам. Ке ве билдат, ке ве креват како на 27 април, или ке ве билдат, ке ве креват како тоа што го направија по скопските улици минатата година, и кога ќе завршите на топол оброк 3 пати на ден, или ќе бидете кандидати за топол оброк 3 пати на ден, тогаш ќе ве пуштат низ вода и во некој пазарање и преговарање каде ќе капитулираат, бидејќи нели така се сваќаше францускиот предлог, капитулација, распродажба на македонските интереси, ќе ве тргуваат за нивно прифаќање на тој француски предлог, што ќе има возможи континуитет или продолжување на политичкото битисување и товарање на вреките, товарање на коферите и обезбедување за наредни 5 генерации. Кратко за изборите во Црна Гора и кратко за изборите во Бугарија, бидејќи ќе имаме посебна емисија во четврток 22 часот, одлична емисија посветена токму на изборите во Бугарија, изборите во Црна Гора и на 8 април 1993 година, кога Македонија со поранешна Југословенска република Македонија, поранешна Југословенска со мали букви, Република Македонија со големи букви, станува членка на Обединетите нации. Значи четврток во 22 часот. Гледате што се случува во Бугарија. Всушност тоа што се случува во Бугарија веќе можеше се насети во петокот во интервјуто на Бојко Борисов со Цветанка Ризова, кај што тој кажува две работи. Дека прифаќа коалициона влада и дека првиот и вториот кои ќе победат на изборите во Бугарија треба да формираат коалициона влада, бидејќи за нормално и стабилно правителство во Бугарија, како што кажува петокот, значи 2 дена пред изборите во Бугарија, Бојко Борисов, им е потребно 130 или 140 пратеници. Бугарското собрание има 240 пратеници. Бројот на мандати кои ги има освоено партијата на Бојко Борисов и партијата на Кирил Петков, промените продолжуваат, се некаде околу 130 до 135 мандати, што ќе рече дека Бојко Борисов врз база на сите анкети, а тоа нели ве кажав предминатата или минатата недела, кога ви реков дека е постигнат одреден договор во Бугарија, дека првиот и вториот ќе прават одредена влада, дека ГЕРБ ќе влезе во таа влада и промените продолжуваат, но дека Бојко Борисов се согласил да не биде никаков фактор во таа влада, да не биде премиер на таа влада и тоа да го трампа со одредена амнестија, одреден имунитет, дека нема да му се чепка во парите и дека нема да заврши на топол оброк 3 пати на ден, да не мора и тој сирот преку 4 или 5 граници да оди кај Виктор Орбан, бидејќи на Виктор Орбан
Нему се најсјајни работите, има одредени финансиски кризи, форинтата на некој начин девалвира, има сериозна инфлација, има се поголемо економско незадоволство од работењето на Виктор Орбан и кога ќе бидат решени сите овие работи тука, вклучително со изборите во Турција, дека на крај ќе се влезе во решавање на унгарското прашање. Значи, 2 дена пред изборите во Бугарија, Бојко Борисов го кажа сценариот и рецептот што ќе се случи во Бугарија. Првиот и вториот ќе прават одредена влада, но Бојко Борисов нема да биде дел на таа влада. На поставеното прашање од бугарските новинари, тоа беше една хистерична реакција на Бојко Борисов. Дали тој сака да добие пратенички мандат за да има имунитет, да не биде апсен, да не биде процесуиран, бидејќи знаете дека еднаш или 2 пати беше повикан одредени кафе пиење во бугарското обвинителство и му се закануваше сериозна опасност дека може да заврши на топол оброк 3 пати на ден. Имаше една хистерична реакција на Бојко Борисов дека тој не прифаќа да биде пратеник во едното бугарско собрание. Подоцна ја видоизмени таа своја изјава вели дека ќе биде пратеник се до формирање на новата бугарска влада, што ќе рече дека тој ќе учествува активно во правење на новата бугарска влада и со таа нова бугарска влада ќе се пазари да не биде процесиран, да не биде чепнато богатството и да не заврши на топол оброк 3 пати на ден. Е нешто слично сега српските медиуми или просрпските медиуми или оние медиуми под контрола на Српската православна црква кои се меша инфлагранти директно во политички избори во Црна Гора, вела дека сега е најпогодниот момент кога на Мило Џукановиќ му престанува претседателскиот имунитет, а новите парламентарни избори се закажани за 3 јуни во овие 1,5 или 2 месеци, кога Мило Џукановиќ нема имунитет, да се направат одредени работи, читай да се затвори Мило Џукановиќ и една за секој да се заврши со тоа прашање на црногорската државотворност. Бидејќи ако биде уапсен Мило Џукановиќ, тогаш црногорската нација, црногорската држава, постоењето на црногорскиот народ нема да биде реален факт, туку всушност ќе биде проект кој бил спонзориран, кој бил воден со Мило Џукановиќ, кога Мило Џукановиќ ќе биде ставен во затвор и самиот проект на црногорска независност, црногорска нација, заедно со него ќе биде ставен на топол оброк 3 пати на ден. И гледате тој модел кој сега се прави во Бугарија, каде што првиот и вториот треба да формират влада, тоа всушност беше моделот на Зоран Заев или тие тајни разговори помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски, 3 тајни средби во трајање по неколку часа, со присуство на представник на меѓународна заедница, каде што беа договорени сите детали во наредните 8 години во Република Македонија, ВМРО, ДПМН и СДСМ, во зависност од тоа кој ќе победи на изборите, да го даде премиерот, други да дадат претседателот на Македонското собрание, односно да биде формирана една таква влада, каде што ќе партиципират албанците, меѓутоа соодветно на процентот на нивно учество на пописот во Република Македонија, односно колку албанци има во Република Македонија, согласно пописот од минатата година, толку ќе биде процентот на албанските политички партии и на нивните места или министерски ресори во едната влада која ќе формира СДСМ и ВМРО ДПМН врз база на договорот Заев Мицкоски, тој договор ќе биде со трајање од наредните 8 години. Всушност, со тој модел, каде што првиот и вториот ќе направат влада во Бугарија, можно е да се случи, и тоа со очекувањата на Белата палата, Бојко Борисов и Кирил Петков во заедничка изјава да излезат и да речат дека историските прашања нема да го спречат патот на Република Македонија кон Европската унија. Тоа беа соништата и тоа беа приказните кои од Белата палата се кажува пред нивното членство. И дека во еден период, кога тоа ќе биде кажано, Белата палата, односно ВМРО ДПМН, односно Христијан Мицкоски ќе дадат зелено светло и ќе влезат во процесот на уставни измени во Република Македонија. И последните избори каде што Мицкоски би победил и би требало да формира влада со сите албански партии, бидејќи нели сега не е прифатен моделот Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Мицкоски би го одбил мандатот, бидејќи не сака да биде оценуван од албанските партии, односно да го репризира сценариото на Албин Курти во Косово, кој го враќа мандатот и победил на следните избори уште поубедливо од претходно, но не се потврди во бугарското искуство или во бугарската реалност, каде што Слави Трифунов го враќа мандатот, мисли дека ќе победи пуште поубедливо, меѓутоа губи катастрофално и сега едва влегува во бугарскиот парламент или се наоѓа на граница на не влез во бугарскиот парламент. Значи тоа сценарио сака да го репрезира Христијан Мицкоски, да добие мандат, да почне преговори со сите албански партии, да рече дека не сака да биде оценуван од сите албански политички партии, да побара нов мандат од македонските граѓани, за да не биде оценуван од албанските политички партии, да му дајте доверба 61 пратени во македонскиот парламент да располага ВМРО ДПМН. Тоа е сценариото кој тука сега се прави, дали тоа ќе биде реализирано, знаете. Тоа што го размислувате, како велат, домашниот тесап многу ретко
без малку никогаш не се потврдува на пазар, меѓутоа тоа се тие филмчиња, тие сценарии кои се прават во Белата палата, или како велам, како мали џокица размислува како функционира светот. Меѓутоа, знаете, почитувани гледачи, тоа по 5 или 10 пат ви го повторам и во оваа анализа и постојано. Треба да гласате за нив. Треба да гласате за нив и по 1 или 2 години, откога ќе видите што сте направиле, да се сетите на сите зборови и на сите анализи кои ви ги имам правено во рамки на емисијата во Центар. Ако тие ваши гласови или тоа ваша определба или таа ваша одлука се реализира на следните редовни или вонредни парламентарни избори, во наредните 12 месеци јас нема да правам политички анализи, само ќе ви оставам да се соочите со тоа што сум ви окажувал. И по 12 месеци, а нема да бидат потребни 12 месеци, откога ќе видите што сте направиле, тога самите ќе доите ќе побарате да правам одредена политичка анализа, бидејќи се што сум кажал во политичките анализи било реализирано во праксата во Република Македонија. Ајде да ги анализираме работите што се случи во Црна Гора. Кратко, знаете, тоа е многу битно за Република Македонија. Јаков Милатовиќ победува на изборите во Црна Гора. Знаете, Јаков Милатовиќ, за разлика од Мило Џукановиќ, се согласува Црна Гора да пристапи кон отворен Балкан или кон Опен Балкан. И сега, ако пристапи Црна Гора кон отворен Балкан, на такви преговори се водеа со Дритана Базовиќ, лесно ќе се случи и Косово да пристапи кон отворен Балкан. Ние ќе имаме една ситуација кога имаме една српска држава, тоа е Белград или Република Србија, и мала српска држава, тоа е Црна Гора или официјална Подгорица, и имаме една албанска држава, тоа е Албанија и официјална Тирана, и имаме една мала албанска држава, тоа е Приштина, односно Косово и официјална Приштина. И каде е тука Република Македонија? И тоа што постојано ви окажувам, дека проектот Опен Балкан е направен за решавање на косовското прашање. Гледате, имаме српски свет, имаме албански свет, и Македонија, која е на некој начин врска или нешто што ги спојува тој српски и албански свет тука на Балканскиот полуостров. И тука ролјата, тука улогата на Република Македонија. Затоа Република Македонија и Охрид беа одбрани за тие конечни или финални или најзначајни, најбитни преговори за идниот статус на Република Косово, односно средбата на меѓународната заедница со Албин Курти или со Александар Вучич. Значи Милатовиќ сега вели дека тој нема ништо против Црна Гора да биде дел на отворен Балкан. Нешто слично ќе ви каже ако Црна Гора влезе во отворен Балкан, нешто слично ќе ви каже Албин Курти. Кога тамо во отворен Балкан ќе биде Албанија, ќе биде Србија, ќе биде Црна Гора, ќе биде Косово и ќе биде Република Македонија, ќе бидат направени сите неопходни претпоставки за финално решавање на косовското прашање. Тога Србија на мала врата, преку отворени граници, решавање на економски проблеми, транспортни сообраќајни проблеми, на мала врата ќе прифати или ќе прифати неминовноста и постоењето на косовската држава и на косовската независност. Гледате, ова што се случи сега во Црна Гора, тоа е всушност во наводници поклон за Александар Вучич за губењето на Косово и за губењето на Босна и Херцеговина. Во историјата или изминатите 100 или 200 години, начело на српската држава во најголем број случаи биле луѓе кои потекнуваат од Црна Гора, од Караѓорđe Петровиќ до Слободан Милошевиќ. Сегашната политичка гарнитура во Србија потекнува од Босна и Херцеговина. И Александар Вучич потекнува од Босна и Херцеговина, и првиот човек на Српската православна црква потекнува од Босна и Херцеговина, и Воислав Шешел потекнува од Босна и Херцеговина, и Вук Драшковиќ потекнува од Босна и Херцеговина, и Александар Вулин потекнува од Босна и Херцеговина. Значи целата таа политичка елита потекнува од Босна и Херцеговина. И сега губењето на Косово, а и губењето на Босна и Херцеговина, бидејќи тамо се многу фрагилни работите, на Александар Вучич му е компензирано во наводници со победа во Црна Гора. Всушност одбране одреден прозападен србин, тој е Јаков Милатовиќ, и тој е модел како ќе бидат решавани прашањата и во Босна и Херцеговина, односно во Република Српска и во Република Србија. Ке се најде одреден проевропски, прозападен политичар кој со помош на рускиот свет ќе го победи Мило Џукановиќ, кој е политичар на цело на Црна Гора уште од периодот на паѓањето на Берлинскиот зид. Зошто е тоа важно за Србија? Бидејќи сега, во моментот, на чело на српската држава се наоѓаат партиите кои се наследнички на Слободан Милошевиќ и на Воислав Шешел, Ивица Дачиќ и Александар Вучич. Гледате, Јаков Милатовиќ го праќа во политичка пензија Мило Џукановиќ. Меѓутоа, моделот на Јаков Милатовиќ, кој го поддржува меѓународната заедница, навива за него меѓународната заедница, ќе биде образец за решавање и на Милорад Додик и на Александар Вучич. И всушност сите тие кои први му честитат на Јаков Милатовиќ, вклучително и Андрија Мандич, кој на овој начин
лидерот на Србите во Црна Гора, кој на овој начин всушност си ја потпиша својата политичка пензија, бидејќи во Црна Гора имаме смена на генерации, а таа смена на генерации ќе се случи во Босна и Херцеговина и со Изетбеговиќ и со Додик, но бога ми ќе се случи во Република Србија. Значи некој нов прозападно ориентиран србин ќе дојде на чело на српската држава, откако ќе бидат решени или за да бидат решени сите овие клучни прашања поврзани со иднината на Косово. Ова е нашата политичка анализа, 3 во 1. Хрватскиот модел, избори во Црна Гора, избори во Бугарија. Изборите во Црна Гора, изборите во Бугарија и тоа што ви реков, повеќе од 30 години, односно точно 30 години од приемот на Македонија во Обединетите нации 8 април 1993 година, во четврток од 22 часа. Знаете, почитани гледате, но оно новинарско прашање, мислам дека тоа е во време на корона, каде ќе оди на годишен одмор, Христијан Мицковски одговора дека ќе оди на нашо море, односно на Јадранско море или во Хрватска, каде што го носели него неговите родители. На крај завршува во некоја хациенда или во некоја вила во Црна Гора, но тотално небитно. Хрватска се избира како одреден модел. Тоа секогаш да го памтите. Хрватска, знаете, Хрватска е подеднакво оддалечена и од Приштина и од Софија. Не се србите, не се словенците, не е Брисел, не е Москва, не е Вашингтон, туку е Хрватска. Зошто? Бидејќи Хрватска најлесно може да ја предадете како посакуван модел. Ниту албанците ќе се бунат, ниту ќе се бунат бугарите. Меѓутоа, ако го прифатите хрватскиот модел, тоа значи ревизија на рамковниот договор. Тоа значи ревизија на уставот до Република Македонија. Ревизија на балансерот, ревизија на Бадентер, односно правична застапеност на етничките заедници или на сите граѓани во Република Македонија во служба или во функција или во одредени работни или на одредени работни места во државната администрација. Тоа значи хрватскиот модел. Хрватскиот модел значи темелна реконструкција на уставната и политичката и партиската поставеност на Република Македонија. Бидејќи тогаш нема да важи рамковниот договор, бидејќи хрватскиот модел всушност значи негација на рамковниот договор. И ако ние сега влеземе во еден таков процес, тогаш ние нема да ги решиме проблемите со уставните измени. Туку ќе отвориме многу поголеми уставни измени. Знаете, ќе го вратиме филмот или ќе ја вратиме топката сега не во францускиот предлог, не во преговорите со Бугарија, туку 2001 година и завршување на војната во Република Македонија. Односно, ВМРО ДПМН ќе смета дека со хрватскиот модел треба да се исправат неправдите кои се направени на Македонија таа 2001 година. И кога ќе ги анализирате политичките работи, малце гребнете секош по површината. Кога ќе гребнете по површината, не знаете што ќе видите внатре. Знаете, тоа е кога љупите јаболко. Мислите дека тоа јаболко е здраво, меѓутоа кога ќе го излупите, може внатре да најдете одредени црви. Тоа сега се случува на македонската политичка сцена. Ова е нашата вечерашна анализа. Редовно дружење четврток во 22 часот, до тогаш пријатно вечер Македонија, каде и да си. Ризо, гледате сега Open Балкан или Отворен Балкан. Црна Гора со новиот председател најавува приклучување кон Отворен Балкан. Да, Мило беше против. Мило Џогони беше против. Ако влезе Црна Гора, веројатно ќе влезе Косово. И некои наши политичари од порано беа против таа работа, мислејќи дека таму ќе не задржат, дека нема да идеме понатаму кон Европска унија, меѓутоа овој пат јасно кажа од Европска дека тоа дури сте Опендаровски беше скептичен дали треба да биде во Отворен Балкан председателот на државата. Меѓутоа, ајде сега да погледнеме конфигурацијата. Ако Црна Гора сака, веројатно ќе сака и Косово. Ќе има голема албанска држава Албанија, мала албанска во наводници Косово, голема српска држава Србија или Белград и мала српска во наводници држава Црна Гора. И што правиме ние таму? Ние ќе бидеме некоја врзивен елемент помеѓу српскиот и албанскиот свет на затоа да се пошегуваме, значи ако влеземе и ние во Европска унија ќе бидеме голема Македонија. Голема Македонија. Дека се споиме со Пиринска, со Егејска, слободно движење ќе купуваме, имоти ќе купуваме и така ќе се дружи. Видите, затоа пак ќе цитирам, многу сакам да цитирам Млатинка Перовиќ. Покојна. Она ги опомена србите на време, сега веќе е почината, долго живееше и работеше мозокот до последен ден. Она ги опомена србите дека ќе исчезнат како народ и бидејќи тоа и како држава, бидејќи тоа не е ништо ново во историјата и во поновата историја, и такви работи се случи и нас не се случи со Југославија, Советски Сојуз и така натаму, ако не влезат во Европска унија. И тоа го образложи на многу емпириски начин, со историски формулации, дека тоа е еднината за спас на Србија. Ако Србија е во опасност да исчезне, што останува за Македонија? Дупло повеќе во поголема опасност. Значи,
не сме наливачи за влез во Европска унија, не ја идеализираме Европска унија. А можеме 2 сати да разговараме таму за не паѓаат печени кокошки и таму не е све идеално. Тулумби еклери. Не, да, така е. Меѓутоа, од овој аспект, за кој зборува латинска, ја мислам дека ја сватија србите таа работа, кога на крај. Да, кога веќе таа жена можеше да му се спротивстави на Тито и која беше една од тие најголемите предходници и не попушти. И не попушти и си остана достоинствена до крајот на животот и кога тие работи почна да се придвижуваат од историјски аспект кон таа идеја нејзина, и ако имаше отпор кон тие работи, што останува за нас? Ние мораме тоа да го сватиме некако членство во некоја доброволна организација. Да. Тоа е екзистенционално, безбедносно цивилизацијско прашање. Прашање на опстокно. Дали ние припаѓаме на западноевропската цивилизација? Треба да поставиме тоа прашање. Ако не припаѓаме, тогаш нека кажат тие што се противници на кого припаѓаме. Они постојано употребуваат во ваквите полемики кои ги имат дека како тоа нема алтернатива. Секогаш има алтернатива. И зашто да немаме алтернатива? Ја на тоа одговарам на следниот начин. Алтернатива има секогаш. И смртта е алтернатива на тешко болен човек. Може да е подобра алтернатива. Меѓутоа, дали има подобра алтернатива? Не дали има алтернатива, дали има подобра алтернатива. Подобра алтернатива нема. Нема, еве, нека кажат која е таа подобра алтернатива. Ние можеме да се критикуваме зашто за овие 32 години не направивме посилни позиции со добра држава како преговарачи. Значи, ако има јака, моќна држава со висок стандард, со еколошки, да, тоа можеме. Меѓутоа, да не го контаминираме процесот. Ако во Југославија од фондот за неразвиени подрачја Македонија добивала $1,5 дневно, а сега добива еден добар дел од Европската унија, од Америка. И ако тие пари секнат, или ако тие дигнат раце од нас, па не стават на бел леп, како се вика тоа? Ни вамо, ни таму. Ни таму, ни таму. Кои ќе бидат последиците? Многу луѓе мислат дека исто ќе живеат како сега, па сега голема работа дали ќе влеземе во Европска или политичарите манипулираат со тоа. А што ако му кажеш дека пензијата ќе му дојде на половина вредност? Ако дојде до тоа дека не ќе може да остварува некои права, ако дојде до тоа дека ќе се јави уште поголемо иселување. Значи, не е само членството вака како да влегуваме ние во некоја премиер лига или ќе играме сега фудбал там како последни на теренот, како најслаби, туку е една асоциација која негува економски, културни, политички вредности, каде што си сојузник со една од најмокните групации во светот, како што е и НАТО. Значи, ако се само 30 држави таму, денеска Финска влезе во НАТО, тоа не е мала работа, тоа е голема работа. А некој сака тоа да го минимизира, уште ми зборува НАТО била терористичка, војна организација. Па не е само војна, таа е и економска и политичка организација. Сега се гледа многу добро. Ризов, СДСМ од сите 6 изборни единици, најдобар рейтинг има у 3-та изборна единица. Бидејќи дели европски грантови пари за земјоделие и најмногу е инвестирано во инфраструктура. Што ќе рече, не треба голема филозофија за вие да може да го процените народот. Вие на народот, ако не му даете ништо, тогаш можете да му продавате таа приказна ќе изгубиме се. Но ако народот почувствува одредени бенефити, тогаш народот е доволно интелигентен за да може да свати што треба да се прави, во кој правец треба да е државата. Точно е дека Европската унија била непринципиелна 30 години. Точно е дека направила такви масакри во македонската историја или делови на Европската унија, Германија, Франција, Велика Британија. Напалм бомби, значи сите ние работи тие можеме да ги извадиме и да ги ставиме на маса. Тоа што ние треба да го направиме каде е нашиот интерес. Апсолутно. Каде не влече интересот. Цел свет, целата светска политика е многу пати кажано од многу луѓе и од нема вечни пријатели, има вечни интереси. Изов. Нема ни вечни решенија.
Секој се менуваат. На Никола Груевски и на Бранко Црвенковски гондолиза Рајсто им го кажа во Загреб, кој беше околу овие прашања околу име. Ма дали, па вика, прифатите го, ова нема вечни решенија во политиката. Еден период ќе биде во историјата ова, ќе дојдат нови генерации. Ќе се договорат на промени. Јасно, човече. Ќе се договорат на промени. Јасно, само треба да промине. Некој како ние што бараме попуштање во нашата јавност заради компромисите, и другите, и бугарите, и грците бараат натре пред нивната јавност, имаат која да... Овој Васкополус, како се вика? Павле Васкополус. Павле Васкополус, нели еден борец само околу македонските права во Грција. Паметен човек. Многу интересна изјава имаше во врска со Преспанскиот договор. Го прашаа грчките новинари, што мисли за договорот? Вика, добар е. И овој му дофрла новинарот, му вика, ти го прочитали? Не, па од кај знаеш дека е добар? Па шо вие се љутите, мора да е добар. Шум грците не го прифаќа. Што е класична балканска филозофија. Не, он сакаше, он го има читано, он сакаше да се пошегува со таа. Сакам да кажам дека и они имаат јавност. Они нели извадија милион луѓе во Солун. На маршира, црква, политичари, полека до една ситуација. Значи, па потоа се познаваат лидерите и државниците. Затоа треба да се стиснат заби, да се донесат одлуките храбро и ако треба дека се жртвува една влада, ќе дојдат други влади, нема друг начин. А што е една влада во историја на една држава? Ништо. Или како велат американците, не е поентата само да направите компромис, да го сварите и да живеете со тој компромис. До сега ние имаме преку 500 министри. А не да биде основа на фрустрации, како што е Ранковен, како што е Преспански. Бидејќи ние сите договори кои ги правиме на ниво на притисок, а не на ниво на компромис, каде што сме свесни што сме направиле и да можеме да продолжиме да живееме со тоа. Тоа што викаш ти, што е една влада. Што е во историјата? До сега имавме ова е, не знам, 15 на влади, не знам колку, али не е битно, али имавме над 500 министри. И Блаже Коневски викаше, ако видиш некој човек во Костум, вика, не можеш да се сетиш од кај го знаеш, мора да е македонски министр. Мора да е македонски. 77 минути разговараме, саати. Добро, ти ќе скрапиш малце. Не, све ќе пуштам, пошто јас уживам. Имаш ли уреднички ножички, можеш трак. Све ќе пуштам. Ке може ли едно прашање за крај? Иако сакав со Блаже Коневски, е одлична поента која кажал Блаже Коневски, ајде за Бугарија. 2 дена пред изборите, кај Цветанка Ризова, значи на една од најмокните бугарски телевизии, BTV, Бојко Борисов вели, јас имам чувство дека ќе биде формирана бугарска влада и дека е најдобро првиот и вториот да формират влада. Тоа што Заев нели го нудеше на Мицкоски, СДСМ ВМРО во наредни 8 години да бидат заеднички во власта. Бугарија поминува 2,5 години за еден процес, бива последната колумна велите дека се гледат избори во октомври, ноември, ќе можат бугарите да се издигнат над ситуација, 40% само гласат. На следните избори нема да гласат ни 40, ни 40%, се истрошени финансиски, кадровски, организационно. Дали бугарите ќе одат на формирање на влада Бојко Борисов, Кирил Петков, кај што ќе му возможи на Борисов да се повлече од политичката сцена или ќе одат на нови предвремени избори? Од кај нас гледано, тоа изгледа можно, прифатливо. Меѓутоа, ако влезете малце повеќе внатре, ако кажала Цветанка Ризова, добро, тогаш има тука некоја можност, али гледате, ти имат непремостиви разлики. Поделено е бугарското општество по клучни. Поделено е и тоа, например, тој што ќе попушти, во овој случај, тоа би било тоа е идејата за малцинска влада. Значи, доаѓа Кирил Петков. Или широка влада, или малцинска влада. Малцинска, значи доаѓа Кирил Петков за премиер, а овој Бојко се повлекува, али во парламентот даваат поддршка. Така. Тоа поминува во Германија. Не во Македонија. Не во Бугарија. Социјалдемократите и демохристијаните. Тешко тоа може да почне, али многу брзо ќе заврши. Единствено македонското прашање ги обединува. Па не е само македонското прашање, односно те се противни против се, нели? Така, треба малку да се престојува таму за да се таа порака. Обично ние
од овде која ги гледаме работите и како што и за нас ги гледаат од надвор погрешно, и ние можеме да ги гледаме погрешно Тие работите. се порадикални од нас. Да. Тоа е порадикално општество, значи кој на порадикален начин ги решава работите. Од Жан Виденов, од протести, паѓање на влади и така натаму и така И гледате како кај нив некои партии брзо растат и брзо паѓаат. Што ќе рече Дури дека не може да влезат на средина, значи има колебање во јавноста. доаѓа се појавува И партијата се на појави Царот сега, еве, и ова- победува на избори. Доаѓа се појава партијата на Бојко Борисов, победува на избори. Доаѓа се појава партијата на Слави Трифунов, победува на избори. На Кирил Петков, ке нас тоа не може да се случи. Тие брзо ги примат, значи медиумите им се под контрола на одредени служби, значи не се под контрола на Не, и надржите. Еве сега да изгубили надржи, кој ќе се појави некое ново движење. ги врзуваат надежите за него. Да. Кај нас, сега ќе видиме, кај нас исто така може да дојде до некои исчекори кај некои нови политички партии. Очекувате? Па може да добијат по 10 места во парламентот кои ќе играат голема и важна улога во натамошните коалиции. Во Македонија веќе многу е тешко да дојде до една партија со 62 Да. места. Мислам дека ја научивме лекцијата. Да. Дека апсолутна власт, апсолутни грешки и апсолутно корумпирање. И слаба власт е основа за лошо владење, што значи дека ние треба да се движиме помеѓу тие две крајности. До Никола Груевски 2004 6 година, која дојде 2006 година. 2006 се менуваа на 4 години. Така е. Имавме така, значи очекувањата беа големи од секоја влада и беа и Бидејќи се разочарувањата беа. трошеа, Да, се решава трошеа, одреден. да. Тие 11 години се голем проблем во Заробена држава. заробена држава и кога имате И таков заробен- еден режим, заробена свест. последиците уште ги има. Гледате? Па гледате, И во судските одлуки, уште се тие присутни. Значи, после Милошевич имаше период од 10-15 години Така и места кај нас. ќе биде кај нас. така и кај нас. Така ќе има тој период на владење, дури во влегување во идентитетски проблеми, па после тоа во национални, па на крајот во економски и на крајот во една огромна будалаштина, што ја викаме со трошење на милиони, стотици во некаква античка Нов. реставрација Нов идентитет. Тоа се последици тешки, тие не Кој се... ќе ги плаќаме? Да, ќе ги плаќаме долго и тогаш тоа малку глуво помина 300 врвни светски историчари. Значи, светски историчари, кога го пратија писмото на Клинтон во врска со тие историски наши пермутации што ги имавме тука и глупости, и изгубивме многу. Значи, јас знам Guardian, Le Monde, Time, сите беа на наша страна напаѓајќи го грчкиот притисок. Како медиуми. Сите бидејќи Како креатори на античката мислење. историја не може да биде наследник само една држава. Држава така е. Така, значи наследници се на Западното Римско царство, наследници се и тие што го срушија. И Германија, вандалите, и И тие што остроготите, беа визиготите, поробени. и Франција, и сите, така и во овој ден. Меѓутоа, па од наша страна присвојувањето на таа, само на нас Не направи во наводници на радио слушав поголеми грци од од радио грците во слушав свет. дека и Диоклицијан и Сократ и ова и она биле македонци, нациите ги стававме ние кои не постоеле. Тоа веќе предизвика една таква реакција во светот, иако тогашниот најголем жив историчар Ерик Хобсбаум, икона на Брикбек на Кембридж, ни даваше за право. Даваше за право дека грците немаат право тоа, меѓутоа не опомена и нас далеку пред да се случат настаните, дека треба да внимаваме на идеите што доаѓаат од диаспората за некој антички идентитет. Значи ги виделе процесите, ги знаеме. Ги знаеле од историја. И ние заглавивме Чисто ние заглавивме. Сега тие последици треба да ги сме. Втората работа која Македонија мора да инвестира во тоа повеќе, таа една црна слика за Балканот, особено за Македонија, убиствата од периодот на Ванчо Михајлов и на ВМРО во Виена, во Рим, во Софија, во
што се извршени, тие се во Марсеј, убиството на... Тие се во историјата учат. И таа црна слика ние мора да ја смениме. Ние сега, европските лидери имаат проблем за Балканот со својата јавност. Помал проблем е да имаш доселеници од Алжир, од Мароко, од Тунис, од Париз, отколку да Македонија стане членка на Европска унија. Кај таа јавност, значи ние таа јавност културолошки, паметно, со влез во тие, со големи изложби, со покажување на културата, со објавување книги, со превод, со многу други активности кои луѓето што се бават со тоа професионално знаат да го направат, да покажеме дека Европа не треба да се плаши од нас, од Балканот. Ние, ако направиме полициски анализи во тие држави, колку зло дела имат направено македонци во тие земји, ќе се види дека многу малку. Дека питом овој народ, дека не прави проблеми. Дека, значи, од сите сфери, не само нашата јавност, ние мораме да убедуваме и европската јавност дека Македонија е статистичка мала грешка во сите тие нивни финансиски, не знам какви калкулации. Сега ќе даеме колку? Милиарда и 300 милиона и плюс 300 милиона за 108 километра. Па ние тоа ќе го имавме сега изградено со европски пари. Со европски пари ќе го има ако влегнавме 2005-2008 година во Европска унија. За аутопат од 108 километри. Да не зборам за друга инфраструктура, све што ќе се направиш. Сега парите ќе одат во Украина. Не можеме да очекуваме големи инвестиции во Македонија од европската, од големи пари од фондовите. Се менуваат работите. Од една страна Украина кризата може да ја забрза интеграцијата, а од друга страна со финансите ќе има потешкоти. Тие фондови беа извонредни за изградба на инфраструктура, за поволни кредити, за превземање на бизниси, приватни, сето тоа ни финансира, мали бизниси, луѓе и така на обуки. Тешко е, таа цена ќе ја платиме на тоа лошо владење и на владење на неодлучноста и на немање лидерство. Ова беше политичката анализа, ова беше емисијата во Центар, 4 во 1. 2 политички анализи, 2 мини интервјуа, се надам дека ви се допадна емисијата. Ако ви се допадне емисијата Ново дружење, четврток во 22 часот и четврток во 22 часот и недела во 22 часот, ќе има емисии без разлика на празникот. Зошто? Бидејќи имате право да знаете вистината. До четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде да си.